Централен дневник на К1. Во населеното место Превалец се случи сообраќајна несреќа во која две се здобија со телесни повреди. Од општата болница од Велес информираат дека едното лице е пуштено на домашно лекување, а другото на возраст од 62 години е задржано во болницата. Несреќата се случила откако возило удрило пешак. ВМРО-ДПМН има реален план за надминување на кризата создадена од СДСМ, рече вчера вечер на големиот народен собир председателот на ВМРО-ДПМН и премиер на владата Никола Груевски. 60% од македонците имаат пристап до широкопојасен интернет. Неготинчанката Наташа Андонова потпиша трансфер во шведскиот шампион Розенгард. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на синокешниот митинг во Скопје најави дека покрај планираните над 2000 проекти во владината програма веќе е при крај изготвувањето цел пакет мерки и промени во неколку сфери. Но СДСМ и ЗАЕВ не го сакаат тоа. Тоа не е нивната цел, тие имаат други цели, вели лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски синоќа од митингот во Скопје најави дека покрај планираните над 2000 проекти во владината програма веќе е при крај изготвувањето цел пакет мерки и промени во неколку сфери, кои, како што рече тој, треба да ги засилат и да го направат пофункционален системот за управување во оние сфери во кои самите си препознале слабости. Се трудиме, потенцира Груевски, пакетот да се донесе низ една нормална парламентарна дебата, каде и опозицијата ќе учествува, и тоа сигурно ќе ја направи Македонија посилна. Но СДСМ и ЗАЕВ не го сака тоа. Тоа не е нивната цел. Тие имаат други цели. И нивниот сценарист исто така не го интересира ова. Нашата цел е да го зајакнеме функционирањето на државата во секој поглед. Нивната е да дојдат на власт по било која цена. А на сценаристите е нешто трето. Со или без СДСМ, позитивните чекори ќе бидат направени, а СДСМ и ЗАЕВ постепено ќе бидат изолирани во нивното деструктивно однесување. Ние нема да му дозволиме на ЗАЕВ тоа што со години го градиме во економијата да го срушат, потенцираше Груевски. Ние нема да му дозволиме на ЗАЕВ тоа што со години го градиме во економијата, тоа што со години овој народ го чекаше, за да ја види и почувствува својата посветла иднина. Силниот тренд на инвестиции и нови градби на нови производни и услужни капацитети и фабрики. Силниот тренд на отворање на нови работни места. Планираните 63.000 нови работни места во 4-годишниот мандат. Силниот тренд на раст на извозот, кој годишно расте по 15 до 20%. Силниот тренд на инвестиции во инфраструктурата, патиштата, железницата, енергетиката, авиосообраќајот, здравството, образованието. Силниот тренд на земјоделието, силниот тренд на реформи во многу области. Нема да дозволиме тој човек и таа кукавичка група околу него, како и нивните сценаристи, да го срушаат. Тоа нема да им го дозволиме. Иако досега немаше посериозни штети по економијата, атмосферата, психолошката состојба и во земјава и во окружувањето, а поврзана со Македонија, сепак рече има вознемиреност кај странските инвеститори. Тој им се обрати на странските и на домашните инвеститори, при тоа порачувајќи им дека Македонија нема потенцијал за конфликт и за дестабилизација, затоа што народот не го сака тоа. Девет години ја водиме оваа држава низ тешки предизвици, свесни за бројните проблеми кои беа наталожени и за очекувањата со кои не избравте. Македонија овие 3,5 месеци е под тежок напад, за кој ретко кога молчиме и чекаме да помине. Нашите реакции досега не беа реакции како што сте навикнати да не гледате, но доста беше. Македонија време е да одговори, потенцираше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на синокешниот митинг кој беше најмасовниот митинг досега. И нема да дозволиме нашиот народ до таа мера да се закрви, да меѓу себе се пресметува. Ова е нечисна игра кон Македонија. Затоа ќе ја добиеме оваа битка. Нивниот експонент
и инструмент кој видовме како Струмица си ја направил свој пашалак, своја приватна фирма, своја крава мозница, кој покрај редовните ниски даноци си вовел собствени лични даноци за свое лично богатење, нема да ја оствари својата цел. Овој човек не само што нема да биде премиер, тој веќе никогаш нема да ја добие довербата на струмичани да биде нивни градоначалник. Поминаа неговите 5 минути. И во Струмица, и во Македонија. Никогаш нема Македонија да дозволи да и се случи Заев. Македонија никогаш нема да дозволи да и се случи да ја води човек кој гордо испраќа СМС пораки кај председателите на други политички партии, во кои соопштува дека не граѓаните на Македонија, туку некои однадвор ќе го донел на власт и ќе го направил премиер. И не се срами од тоа. И не го негираше тоа. Македонија никогаш нема да дозволи да и се случи премиер кој бесрамно огромен број на тендери на општината каде е градоначалник ги делел на роднините, браќата, стрините, чичковците и братучедите и по нешто на партиските функционери низ градот. Македонија никогаш нема да го довери буџетот на таков човек и на неговото раководство и најблиски следбеници, кои накострешено чекаат овој човек да ги донесе на власт со манипулации и со интриги и со подршка на странски разузнавачки служби. Земјоделците кои ги исполнуваат условите за субвенции, барањата треба да ги поднесуваат до подрачните единици на Министерството. Крајниот рок за поднесување е 31 мај, но препорака е апликациите да се достават што поскоро. Барањата се доставуваат во подрачната единица на Министерството, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Платежната агенција ги советува фармерите да внимаваат на бројот на трансакцијската сметка, која се запишува на барањето. Годинава за субвенции во земјоделството се предвидени повеќе од 140 милиони евра. Се кампува и пред општина Струмица. Струмичани бараат оставка од Зоран Заев. Важноста на информациско-комуникацијскиот технолошки развој, кој е директно зависен од транспарентноста на широкопојасниот интернет, е од огромно значење. Целта на Министерството за информатичко општество и администрација е до 2018 година 80% од населението во Македонија да биде покриено со широкопојасен интернет со брзина од 100 мегабајти во секунда. Веле се водечка општина во Македонија, која во своето работење секојдневно ја имплементира IT технологијата. Важноста на информациско-комуникацијскиот технолошки развој, кој е директно зависен од распространитоста на широкопојасниот интернет, е од огромно значење, бидејќи според Светска банка за секој 10% раст на пенетрација на широкопојасниот интернет соодветствува од 1 до 1,5% економски раст на бруто домашниот производ во државата. Зголемувањето на брзината на бродбендот за 2 пати обезбедува раст од 0,3% на бруто домашниот производ во државата, рече министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски на меѓународната регулаторна конференција што се одржува во Охрид, а која е во организација на Агенцијата за електронски комуникации. Министерот вели дека Македонија активно учествува во работата на Броадбенд комисијата, формирана од Обединетите нации и веќе ги има исполнето целите зададени за период од 2015 година. Меѓу нив е достапноста на широкопојасниот интернет кај 40% од домакинствата и неговата употреба од страна на 50% од граѓаните. Според последниот извештај од Државниот завод за статистика, оваа цел е реализирана високо над очекуваната бројка. Околу 60% од домакинствата во Македонија
Македонија имаат пристап до широкопојасен интернет, а воедно 60% од граѓаните го користеле, рече Ивановски. Тој додаде дека владата продолжува да ја имплементира програмата за развој на информатичкото општество, следејќи ги новите трендови. Целта на Министерството за информатичко општество и администрација е до 2018 година 80% од населението во Македонија да биде покриено со широкопојасен интернет со брзина од 100 мегабајти во секунда. Младинскиот парк и градскиот парк се првите слободни интернет зони во Велес. Меѓу другото, Велес е водечка општина во Македонија која во своето работење секојдневно ја имплементира IT технологијата. Инаку од аспект на широкопојасниот интернет, пред 5 години започна реализацијата на проектот за бесплатен Wi-Fi интернет во 680 рурални средини, со цел да им се овозможи и на граѓаните во најоддалечените области користење интернет. Четворица социјални работници од Кавадарци обвинети за несовесно работење во службата, откако не реагирале по пријава за семејно насилство на жена и нејзините малолетни деца од страна на нејзиниот сопруг. Со непостапување од страна на обвинетите, на оштетената и била нанесена штета, откако пријавениот во ноември минатата година ја остварил заканата и ги застрелал таткото, мајката и сестрата на неговата сопруга. Надлежниот обвинител поднел казнен налог до основниот суд да ги огласи обвинетите за виновни и да им изрече казна затвор од 3 месеци, која нема да биде извршена доколку во наредната година обвинетите не сторат ново кривично дело. За истиот случај во февруари им беше изречена и условна пресуда и парична казна за двајца полицајци за несовесно работење, бидејќи не му го одзеле оружјето на Станоев со кое го стори трикратното убиство. Дополнителното судење за Станоев се очекува да започне наскоро. Општините Велес, Кавадарци, Чашка, Градско и Росоман ќе воспостават меѓуопштинска соработка во делот на социјалната заштита. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион денес ја започнува постапката за остварување на соработката. Центарот за развој на Вардарски плански регион започна постапка за воспоставување меѓуопштинска соработка во делот на социјална заштита помеѓу општините Велес, Кавадарци, Градско, Чашка и Росоман. Меѓуопштинската соработка ќе резултира со формирање заедничко работно тело кое ќе работи на оваа проблематика. Центарот за развој на Вардарски плански регион заедно со програмата за развој на Обединетите нации и со финансиска поддршка од општините Велес и Кавадарци во моментов е во фаза на имплементација на поголем проект кој опфаќа и дополнителни проектни активности. Тука се работи пред се за проектирање, поточно изработка на техничка документација, спроведување на кампања за подигнувањето на јавната свест за лицата со посебни потреби. Исто така во основното училиште Васе Говинов ќе инсталираме лифт за лица со посебни потреби. Таков лифт ќе инсталираме во зградата во општина Кавадарци. Кон крајот на 2014-та, Центарот за развој на Вардарски плански регион беше награден со $15,000 од Министерството за локална самоуправа за воспоставување на најдобра практика на меѓуопштинска соработка на ниво на Република Македонија. Тоа се однесува на воспоставената соработка во делот на мрежата за инклузивен развој, каде што клучните чинители за развој на Вардарски плански регион веќе 2 години напорно работат. Согласно програмата за работа на мрежата за инклузивен развој, на седница на Совет се одлучи овие $15,000 да се потрошат за изработка на водеж за инвестиции, збирка на индустријски зони, изработка на веб портал за мали и средни претпријатија. Подготовката на документацијата е во завршна фаза, а следната планирана фаза е печатење и промоција на овие 3 клучни елементи, потребни за развој на Вардарскиот плански регион. Се кампува и пред општина Струмица. Струмичани бараат оставка од Зоран Заев. Денеска се одбележува Светскиот ден на семејните лекари. По тој повод, караван со медицински персонал ќе патува низ државата во текот на овој месец. Ќе има средби со граѓаните со совети за здрав начин на живење со кои се превенираат многу болести. Караванот започнува веќе од утре од општина Велес. Семеен лекар за здраво семејство е слоганот под кој Сдруженијето на лекари по општа семејна медицина на Република Македонија денеска го одбележа Светскиот ден на семејните лекари.
Истражувањата на Сдруженијето за специјалисти по семејна медицина во соработка со Центарот за семејна медицина и Меѓународната респираторна група покажуваат дека потребни се дополнителни тестови кои треба да ги воведе Фондот за здравствено осигурување со цел да им се овозможи на матичните лекари полесна и поточна проценка за да се определи дали станува збор за вирусна или бактериска инфекција. Тоа се брзи тестови кои ќе определат дали треба да се даде антибиотик или не. Тоа се брзи тестови, тоа е брзиот стреп тест кој што трае за неколку минути, може да добие ориентација дали е стрептококна ангина или не е, дали треба да даде антибиотик или не. Овие тестови не се ставени на трошок на фондот, но со нив би се намалило препишувањето на антибиотици и нивната злоупотреба. Треба приватно пациентите да го прават и затоа е фактички ова да покажеме дека од една страна да, можеби ќе се зголемат трошоците на фондот за овие испитувања, меѓутоа од друга страна ќе може скоро за 50%, значи има студии во Европа што се направени кои што покажуваат дури за 50% е намалено препишувањето на антибиотици токму кај овие две болести. По повод Светскиот ден на семејните лекари, караван со медицински персонал ќе патува низ 5 градови во државата во текот на овој месец. Доктори по општа семејна медицина на граѓаните ќе им мерат крвен притисок, холестерол и триглицериди во крвта. Мерењата ќе бидат пропратени со соодветни медицински препораки и совети. Караванот започнува веќе од утре 20 мај од Велес. Патронажните служби ќе делат бесплатна фолна киселина и од на бремените жени во првото тримесечие. Идните мајки ќе добиваат и совети за здрава бременост и начин на исхрана. Превентивните мерки ги спроведува Министерството за здравство за да се намали процесот на ризични бременности, предвремени породувања, анемии и дефекти на плодот. Трудниците ќе добиваат бесплатна фолна киселина со јод во првото тримесечие. Идните мајки суплементот ќе можат да го земаат од патронажните служби во здравствените домови по претходна консултација со матичниот гинеколог. Трудниците треба да имаат уредна документација и отворена мајчина книшка, преку која патронажните служби имаат комплетна слика за развојот на бременоста. Ние навремено ќе можеме да контактираме со трудниците, да се запознаеме со нив, така да колешката која што ќе дели оваа терапија ќе дава исто така и совети за нормално здрава бременост, начин на здраво живење и сите оние работи што следуваат за да има една нормален развој на бременоста. Фолната киселина е комплексна Б витамини, која спречува абнормалности на бременоста и плодот. Превентивните мерки следат по гинеколошките извештаи, кои укажуваат на зголемен број на жени и деца со анемија. Да се помогне на трудниците. Нас ни е важно, значи, трудниците да се превенираат, да не дојде до некакви аномали, несакани работи, па и екзито, односно до смрт на бебето поради ваквите состојби. Значи, сакаме да дадеме едно здраво поколение, едно здраво деве и со превенција на ова, ние многу ќе постигнеме. Во државата фолната киселина не е на позитивната листа на лекови, па дел од трудниците од социјално ранливите категории не можат да го обезберат суплементот кој чини околу 300 денари. Бесплатното делење фолна киселина со јод е проект на Министерството за здравство, кој обезбери 12 милиони денари годишно за околу 23.000 трудници. Вакви програми за задолжително земање фолна киселина и јод се воведени во Канада, САД и Велика Британија. Груевски и Заев на средба во Страсбур. Кинескиот амбасадор изрази поддршка за двата најзначајни инфраструктурни проекти во Македонија. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски и лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев денеска попладне во Страсбур ќе се сретнат со тројцата европратеници Ричард Ховит, Иво Вајгл и Едуард Кукан. Тие, како што се очекува, ќе разговараат за излез од актуелната политичка криза во земјата. Претходно тројцата европратеници имаа средби со представници на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, но детали од средбите не беа соопштени. Европратеникот Ховит присуствуваше на неделниот протест на СДСМ пред владата, а вчера имаше средба со представници на ВМРО ДПМНЕ кои му соопштија детали за нивниот собир.
Во текот на денешниот ден, Груевски и Заев во Страсбург ќе се сретнати со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, кој ќе се обиде да ги помири политичките противници со цел надминување на политичката ситуација во земјата. Македонија, Турција и Унгарија утре пак ќе бидат на дневен ред на новата сесија на Европскиот парламент. Европратениците во Страсбург ќе расправаат за политичката криза во Македонија и настаните во Куманово. Група граѓани подигнаа кампи во Струмица. Самоиницијативно струмичани се собраа и поставија шатори во малиот градски парк до општинската зграда на Струмица. Повраќањето од граѓанскиот собир организиран од влајачката ВМРО ДПМНЕ, граѓаните наместо во своите домови престојуваат во шаторите пред општината. Според нив, причина за подигање на кампот е што барањето на советничката група на ВМРО ДПМНЕ за свикување на воредна седница е одбиено од мнозинството. Тие бараат оставка од градоначалникот Заев, велејќи дека се додека не се исполнат нивните барања, тие ќе кампуваат пред зградата на општина Струмица. И натаму ние остануваме на ова место додека Зоран Заев не ни ја закаже седницата која подолго време е како наше барање, а на која ќе ни даде објаснување за неговото сомнително работење и како знак на морален чин да поднесе неотповитлива оставка на функцијата градоначалник. Се додека не се решат проблемите на граѓаните на општина Струмица, ние ќе кампуваме овде и бараме од него да си даде на неоповликова оставка и да даде на луѓе кои што сакаат да работат за општината, да дојдат на чело и да станат градоначалници. Решивме да кампуваме затоа што нашиот градоначалник Зоран Заев никогаш не е во Струмица, прво. Второ, го малтретира народот со неговите бомби. На собраните граѓани ја имаат поддршката од советниците на Советот на општина Струмица од Коалицијата за подобра Македонија. Опозицијските советници веќе неколку пати го повикуваат градоначалникот Зоран Заев да свика седница и да им даде објаснување на граѓаните или во спротивно да си даде неотповиклива оставка. Министерот за транспорт и врски Владо Миселовски денеска оствари работна средба со амбасадорот на Народна република Кина во Република Македонија, Вен Дженшун, информираат од Министерството. На средбата Владо Миселовски и амбасадорот Вен Дженшун размениле мислење и информации за прогресот на изградбата на двата автопати, Гоце Делчев од Скопје до Штип и Мајка Тереза од Кичево до Охрид. И двете страни изразиле недвосмислена поддршка за реализација на овие два најзначајни инфраструктурни проекти во Република Македонија. Особено потенцирале дека во текот на градежната сезона максимално ќе се засилат градежните активности на двата автопати. Исто така на средбата се разменили информации за набавката на новите патнички возови, кои се очекуваат да пристигнат оваа година. Соединетите Американски држави доделија нови кредитни граници на Украина во вредност од $1.000.000. Влошени односите помеѓу Албанија и Грција. Причината е морската граница и нафтените истражувања. Словенечки лекар обвинет за 7 убиства. Соединетите Американски држави соопштија дека и доделиле нови кредитни гаранции во износ од $1 милиарда на Украина, за да ја помогнат на земјата на која и се заканува банкрот и која води тешки преговори за својот долг. Со тоа се потенцира поддршката на САД за програмата за економски реформи во Украина. Соединетите Американски држави доделија на Украина во април минатата година кредитни гаранции со истата вредност. Со нив Украина не добива директно финансирање, но може да побара заем, за што гаранција се Соединетите Американски држави. Морската граница и експлоатацијата на нафтените полиња во Јонското море повторно ги влошија билатералните односи меѓу Албанија и Грција. Проблемот со поморската граница според аналитичарите ќе продолжи да ги зголемува тензиите помеѓу двете земји бидејќи решение на проблемот не е на повидок и по неколку декади. Сега кога се најавуваат нови истражувања за давање на концесии за барање на подводни нафтени полиња од Грција, официјална Тирана не дозволува тоа да се случи во територијалните води на Албанија. Поради новите заострувања на односите помеѓу двете земји, шефот на грчката дипломатија нема да учествува на Министерската Балканска конференција на шефовите на дипломатиите што ќе се одржи во Тирана.
Словенечкиот лекар Иван Радан, кој на почетокот на годината беше осомничен за евтаназија на пациент пред умирање, пошто беше отворена полициска истрага, е уопсен и осомничен за повеќе казневи дела, меѓу кои 7 убиства, објавуваа словенечките медиуми. Словенечката полиција потврди дека е поднесена казнена пријава за повеќе од 20 казневи дела против животот и телото, човечкото здравје и човековите права, како и постапки со кои се прекршува службената должност и јавните овластувања. Медиумите додаваат дека уапсениот лекар на своите пациенти без оправдување им препишувал големи количини психоактивни лекови, од кои наводно и самиот бил зависник, како и дека со истрагата во неговиот компјутер се откриени повеќе фотографии на евтанизирани пациенти, што исто така е противзаконско. По откривањето на аферата во јануари, лекарот е отпуштен од работа, а против него е покрената постапка и од лекарската комора за работење против лекарска етика. Македонската фудбалска репрезентативка Наташа Андонова подпиша трансфер во шведскиот шампион Розенгард. Игор Стефановски иđe убедливо вози кон освојување на нова титула. Повеќе за вестите од домашниот спорт од колешката Емилија Ничовска. Македонскиот автомобилист Игор Стефановски иđe победнички го заокружи и четвртиот настап на патеката Рампа де Фалпера кај Брага во Португалија, со што уште еднаш ја потврди титулата европски првак во трките на ридски патеки. За разлика од претходната трка во Шпанија, овој пат иđe не дозволи нити минимум неизвестност и сосема доминантно го освои првото место во својата група. Стефановски освои вкупно време од 4 минути 44 секунди и 407 стотинки, а позади него останаа србинот Никола Милковик и Јири Лос. По двете едно по друго трки во Шпанија и Португалија следува 3-неделна пауза во шампионатот пред петата трка која се вози во Чешка на 7 јуни. По 5 години минати во Турбине Потсдам во Германија, најдобриот репрезент на нашиот женски фудбал Наташа Андонова го официализираше најавениот трансфер во шведскиот шампион Розенгард, откако со Турбине станаа шампиони на Германија. Следен предизвик на Андонова е со новиот клуб да ја освои титулата во Лигата на шампионите. Наташа подпиша 2-годишен договор со Розенгард, каде ќе игра со легендата на женскиот фудбал, бразилката Марта, која е прогласена за најдобра фудбалерка во последната деценија. Клубот е еден од најпрестижните и неуспешните, со квалитетни репрезентативки од Шведска, Швајцарија, Германија и Англија. Хрватскиот репрезентативец Лука Циндрик премина во редовите на ракометниот клуб Вардар. Трансферот беше најавен уште од почетокот на годинава, а се реализира вчера со подпишување договор меѓу средниот бек и првите луѓе на клубот. Доаѓањето на 22 годишниот хрватски ракометар следува по раскинувањето на договорот со Металург со решение на арбитражниот суд на Европската ракометна федерација. Лука Циндрик во црвено-црните редови доаѓа како замена за македонскиот репрезентативец Немања Прибак, кој во следните 2 сезони ќе настапува за турски Бешикташ. Покрај хрватот, Вардар за престојната сезона ги потврди трансферите на Хорхе Македа, Александар Деревен и Дејан Манасков. Фудбалскиот клуб Пелистер остана без тренер на 2 кола пред крајот на шампионатот. Поранешниот македонски фудбалски селектор Ѓоко Хаџиевски го напушти битолскиот тим. Одлуката следи откако Пелистер не обезбеди опстанок, пошто во следната сезона ќе игра во втората лига. Хаџиевски не успеа со проектот за силен Пелистер во зимската пауза за екипирање на тим со проверени играчи. Пелистер во преостанатиот дел од сезоната влезе со млади играчи кои не му обезбедија место во прволигашкото друштво. УЕФА ги одреди судиите за финалните надпревари. Реал нема да биде меѓу носителите во наредната сезона во Лигата на шампиони. Вестите од меѓународниот спорт ги подготви Мартина Митков.
Европската фудбалска федерација УЕФА ги одреди судиите кои ќе ги судат финалните надпревари во Лигата на шампиони и во Лига Европа. Джунејд Чакир од Турција ќе биде главен судија на финалето од Лигата на шампионите, кој ќе се одржи во Берлин на 6 јуни меѓу Барселона и Јувентус. Чакир лани на светското првенство во Бразил го судеше полуфиналето меѓу Аргентина и Холандија. Финалето на Лига Европа меѓу Севиља и Днипро, што ќе се одигра на 27 мај во Варшава, ќе го суди англичанецот Мартин Иткинсон. Англискиот судија Мартин Иткинсон ја доби довербата на УЕФА за да го суди финалето во Лигата на Европа, што на 27 мај ќе се одигра на стадионот во Варшава. Во финалниот меч силите ќе си ги одмерат шпанскиот клуб Севиља и украинскиот представник Днипро, а победникот идната сезона ќе заслужи да игра и во Лигата на шампионите. Оттаму и обврската на судијата Иткинсон ќе биде навистина голема. Имено УЕФА реши од наредната сезона носители да бидат шампионите на 7 држави кои имаат најголем УЕФА коефициент и бранителот на титулата, бидејќи во годинешното финале ќе играат Барселона и Јувентус кои веќе ги освоија титулите во своите првенства, тогаш носител ќе има и 8-та држава според коефициентот, а во случајов тоа е холандската. Носители на групите во сезоната 2015-2016 ќе бидат Барселона, Челси, Баер Минхен, Јувентус, Бенефика, ПСЖ Зенит и ПСВ Ајндховен. Во вториот шешир кој се одигрува според клупскиот коефициент ќе се најдат Реал Атлетико, Порто, Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнајтед, Валенсија и Баер Леверкузен. Денес имавме топло, но нестабилно време. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Деталната прогноза во продолжение. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со К1. Пријатно.